Почитувани сите оние кои што ќе бидете денес со мене и Тео во Црвена линија, времето стартува сега за вас и вашето учество во ова денешно издание. А главна тема, како и секогаш најактуелните новости во Црвена линија е каде е пратеникот Кастриот Реджепи. Очекуваме да се јавувате, да го дадете својот став, мислење на 023076677. А во 18 часот? Во 18 часот исто така и нашата подтема, односно актуелна, квалификации за светско првенство. Ерменија Македонија, последна шанса. Дали ќе искористиме? Нормално дека ќе искористиме. Сега на самиот старт, како и секогаш, подсетување дека вечерва не треба да го пропуштите најновото издание на Вин-Вин заедно со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. Значи, драги мои, главна тема во Црвена линија, најактуелното е каде е пратеникот Кастриот Реджепи. Веќе го имаме првиот гледач. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Како сте, да прашаме? Да се наверам добро, да ти кажам право, нямам поима. Важно, мислам дека е добро. Имате 120 секунди секако да го изнесете вашиот став. Главната тема е според вас каде е пратеникот Кастриот Реджепи? Не знам, преска го сретнав човекот у кладилница, не знам кај отиде, што се случи со него. Наједнаш, го снема. Дали за Бугарија отишол како што кажуваат, не знам, ама у кладилница преска го сретнав. Изигравме 2-2 за едни утакмици. За Македонија? Друго што да ви кажам, друго не можам да ви кажам. Сега, ако мислите за парламент, е тоа друга песна. За Кастриот, мислам дека е тоа. Ако не, ќе го водиме како нестал или изгубен. Поздрав, пријатно. Поздрав, пријатно и секој е добра. Секако најновите вести можете да ги следите и на telma.com.mk. Па, еве што е последно што е изјавено од страна на господинот Мицковски. Се вели, пратеникот Кастриот Реджепи не знаеме дали е жив и здрав. Ако е доброволно избегат, тогаш ќе се јавел. Се отвара и простор за многу шпекулации. Ова го изјави Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН, кој се сомнева дека Реджепи е киднапиран или се држи во заложништво. А секако во продолжение ова денешно издание на Црвена линија ќе одвоиме минути и за големата возбуда врзана за надпреварот кој што е пресуден за Македонија со Ерменија за квалификации на светско првенство. Прво имаме гледач. Здраво, здраво. Добар ден, добро вечер. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете, 120 секунди за вас. Благодарам. Па вака, господин Мицковски да не се секира, само што се слушнаме со господинот Реджепи, добар е, жив, здрав, дома е, меѓутоа совеста и свеста не му дозволила да си го погази зборот, затоа што беше ставен после апасија и тоа за него беше увреда. И второто, свеста уште поголема обидна нему, што човекот сака да влеземе во Европската унија. Не е доволно само во НАТО, него треба да бидеме и во друштвото на Европската унија. И затоа не сакаше да дојде да гласа, што господинот Реджепи со својата свест и совест, значи им покажа на сите дека не треба да биде само политичар, но треба да биде свесен политичар, да го цени своето его и значи да си ја сака државата, си ја сака состојниот народ и према своите убедувања господинот значи ја донесе таа одлука, не сакајќи да утре по него се фрла со дрво и камија и да го критикуваат и да го уценуваат и слично. Не е ни Бугарија, никаде. Он си е дома меѓу своите. Благодарам, поздрав. Благодарам за вашето јавување. Ке подсетиме дека во Црвена линија така се случија околностите. Најважна, најглавна тема е според вас и ваше мислење каде е пратеникот Кастриот Реджепи. Во меѓувреме и Црвена линија секако ќе се обиде да го побера, а веќе имаме и гледач. Здраво, здраво. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте. 120 секунди. Каде е пратеникот? Не се знае. Фашизам, диктатура, киднапиране човекот, не е на седница во парламентот. Неговите сопартијци, лидер на партија вика дека човекот никаде го нема. Киднапиране, режим, фашизам, диктатура. А секој пратеник е
пратеник од народот, представител на народот. Сега, зошто некои сака да остане ова власт? Вика дека прогрес било. Значи, 14 луѓе што изгореа живи во контејнер, каде немаше противпожарни апарати, каде умираат луѓе за боца кислород, за чаша вода, хаос, здравство. Тоа е прогрес за нив. Значи, 14 луѓе е мала бројка. Прогрес е, ако таа бројка 10 пати биде поголема во иднина, така? Значи, тоа е прогрес за нив. Не е лекување, туку умирање во болници, во пожари во болници, каде нема противпожарни апарати. Тоа е прогрес за нив. Прогрес е исто. Ако имаме авиони за гасење пожари, нови, прогрес е да ги стопираш, да ги блокираш, да не ги сервисираш, да не летаат, да не гаса пожари, во иднина да изгори цела Македонија. Тоа е прогрес за нив. Прогрес е исто да нема резерви на јаглен во рек Битова и во рек Осломеј и да бидеме без струја цело зимо, да умираме од студ на минус 20 степени и тоа е прогрес. Така се влегува во Европска унија, без струја, со умирање болни без противпожарни апарати, 7000 бројка умрени или без чаша вода, без боца кислород, таа бројка ќе треба да види сега војнина за година-две додека ова власт на власт, 70.000 починати. Значи тоа е прогрес. Така цврсто се гази чекори кон Европска унија. Тоа ти е, значи она човеколюбие или она, се видите, имаше една од власта представителка која сега скоро кажа дека чизмите и биле натаван. Значи таа Секогаш внимавајте на тајмерот, а веќе имаме и следен гледач. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Здраво, здраво. Да, ние во дека имаме гледач. Добро вечер, може би така е подобро, со оглед на тоа дека веќе падна вечерта. Имаше гледач, имаме? Да, ве слушаме, во програма сте во црвена линија. Добар ден. Ја нема да се сложа со претходниот, затоа што си вади некои работи кои прво не доликуваат на еден возрастен човек, вакви работи, големиот патриот, кој кажуваше и за БЕСА и за Алијансата, какви се дека штитат фашизам, дека федерализација и сега ги штити. Да се разбереме, Пратеников беше човек кој беше во коалиција со социјалдемократскиот сојуз. Тој не си го погазува зборот. Тој е биран од нас сите кои гласаме за таа коалиција. И не сака да си го погази зборот. И мислам, човекот е во право видување, ги цени и така треба да се понаша. Не само тој, секој. А оние што менуваат партии, што прават коалиции, кои не им одговарат ни по ништо со нив, за нив треба пред мене ко Села и ко другиот да се запрашат и тој што зборуваше пред мене. Него во демократијата е дозволено. Значи се прави коалиција и треба да се почитува. Ја му честитам на тој човек затоа што си стои до зборот, е почитува коалицијата затоа што тој добил и од мене глас. И од другите. И не си го менува она што го дал тој збор пред гледачите, пред гласачите, електоратот што зад него застане. Само така треба да ги гледаме прашањата. А каде е пратеникот Реджепи? Мислам и прашањето вас е погрешно поставено. Не треба така да се поставува прашање, значи никој киндапирал некој, ни го набил. Поинаку треба новинарите да ги поставувате прашањата, затоа што оваа демократија има речник, има збор на поставување, зборување и донесување одлуки, а не да брзаме и шириме омраза. Поздрав и пријатно. Благодарам за вашето учество во црвена линија. Еве ќе потсетиме дека може да коментирате секако и на Facebook црвена линија. Токму така, како може да не одбиете на нашите социјални мрежи, на Facebook на црвена линија, ни пратите порака во меседж за темата по темата, исто така и на нашите други социјални мрежи на Twitter и Instagram, да ни пратите ваш никнем за да ве приклучиме преку видеоповик, ако сакате преку видеоповик да се видиме, да разговараме околу темата. А во продолжение секако ќе вклучиме уште еден гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте 120 секунди. Аз сакам да кажам малце прво за оваа првата тема за овој Кастриот. Кастриот го продаде куќата, тоа е јасно. Сега, дали го продавал за да купи друга или не, не знаеме тоа.
Углавном, ајде нема врска, ќе оставиме тоа на страна, тие работи политички. Сакам да кажам нешто за репрезентацијава на Македонија, Ајде да ве слушнеме. за нашата Република Македонија. Ова не е последна шанса за светско првенство. Не знам дали некогаш понатака би имале. Да се надеваме дека денес ќе ги победиме и таа голема утакмица против репрезентацијата на Германија. Сигурен сум дека имаме шанси, па да се надеваме на победа. Само сакам да го прашам Тео, Да? кој се грижи за неговиот изглед вака? Па, Многу изгледа и да го прашам дали може вечер да дојде на работничка од 9 сат. Имаме еден термин. секако, јас секогаш сум слободен за фудбал. Ама после Македонија со Ерменија, мора тоа се гледа. Ете, ти имаш Од отворена покана за мене дружење. толку, имајте хубава вечер, се најдобро. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Веќе имаме следен гледач. Здраво. Добар ден. Ве имаме на линија. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Да, Да, ние вие ве сте право. слушаме. Повелете. Вака сега да ви кажам. Кастри од Реджа или Реджепи, тој си е таму кај што треба да биди. И му честитам на албанскиот народ. Му честитам на албанскиот народ, повторувам. Нека се запрашат Изаев и Мичковски во која држава живеа и очите да си ги извадат меѓу себе. А Кастри од Реджа му честитам и да не оди да падне оваа влада. Албанскиот народ го поштувам и го сакам. И утре ќе гласам за председател Албанец. Затоа што ние не се способни македонците. Толку имам да кажам, не ми треба поќе. Благодарам за вашето учество во црвена линија. Остана доволно секунди, но секој гледач онака како смета, така ќе го искористи своето време. А секако сега ќе ја побараме и изјавата од председателот на ВМРО ДПМН, господинот Кристијан Мицковски. До 12 чекаме да се појави пратеникот, да видиме најпрвен дали е жив, здрав, прав, да видиме каде се наоѓа човекот, освен на јазик различен од македонскиот и албанскиот порака на социјалните медиуми, друго не знаеме физички што се случува со човеков, дали е некаде мимо своја волја или е доброволно таму, да ги видиме тие вредности што ги споделува, затоа што пратеници туку така не исчезнуваат. Ета главна тема во црвена линија секако е каде е пратеникот Кастри од Реджепи, а уште исто така главна тема, иако ни стои како актуелно, е надпреварот на Ерменија со Македонија, односно наша последна шанса за влез на светското првенство. Така е. Имаме гледач. Добар ден. Немаме се добро. исклучил. Тогаш ќе продолжиме понатаму. Она следно што сакаме да видите е секако изјавата и на господинот Касами. Јас сумњам дека тој против својата волја го има декларирано тоа што го имаме декларирано и не може да дојде во собрание и да се искаже за својата политичка позиција. Го контактиравте ли од денес? Од вчера, денеска, значи го немам контактирано, немам информации каде се наоѓа. Ете, тоа беше изјавата на господинот Билал Касами. Во продолжение ќе слушнеме уште една изјава од Адеми. Секако дека пратениците се за една влада која негува европски и евроатлантски вредности, така што срцето на господинот Реджепи лежи во Вашингтон и Брисел. И јас сум длабоко убеден дека токму неговата одлука лежи тука. И сега сте на ред вие, драги гледачи. Црвена линија е отворена, се разбира, за вашите јавувања и веќе го имаме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ве поздравувам и посакувам убава вечер. Благодарам. Вака да ви одговорам каде е, јас знам сигурно, со сигурност можам да ви кажам. Немој да се чудите на мојот одговор. Он си е дома со фамилијата, си ужива.
си ги уживат фамилиарните привилегии. Што ќе прави таму у парламент? Ќе се карали со некој, ќе вади очи. Многу паметно, нека се седи дома, што сака нека прават они. Ајде таму ќе размислува тој за политика сложена, математика, двојни, тројните играли. Нека се седи дома, плата му тече и то. Толку имам водност на таа политичка тема. Дај ние да навлеземе со Ерменија и Македонија за фудбалот. Да му посакаме денеска на Македонија да победи барем 1-0. Ако победиме со Ерменија, знаете дека ќе се пласираме за светско. Да, боже, а тој верувам, како и секој македонец. Јас мислам, ако денеска Македонија се отвори и игра како што знае да игра, ќе ги победиме или 1-0 или 2-1 за нас. Битни се 3 бода. И сите 3 бода се наши и наредната, мислам дека и наредната утакмица ќе ги победиме. И благодарам ви се најубаво. Фала и многу. Благодарам за учеството во Црвена линија, а сега малку уздив со реклами. А спортистите и воопшто спортот е можеби онаа порака што најмногу зборува и е испратена од нашата земја. Спортистите како амбасадори ги имаме насекаде, па така имаме и фудбалер кој што ќе го вклучиме од Белгија. Станува збор за Владко Стефановски кој што игра за фудбалскиот клуб Олсене во Белгија. За Владко секако ќе кажеме дека е одлично се снаоѓа, 8 години е веќе во Белгија, игра за тамошните клубови, па сега и ќе ни открие во моментот како е во Белгија и всушност што е ново во неговиот клуб. Па добро, после прошлата сезона со ковид пандемијата, првенството беше прекинато, одигравме само 4 натпревари. Годинава почнавме добро, одигравме добри пријателски утакмици, имавме добар старт на првенството, но претседател го напушти клубот по различни причини. Имавме смена на тренер, така да имаме нов тренер сега, има нови идеи, нова формација, така да мислам дека во следните 2-3 натпревари ќе се консолидираме, имавме малку турбулентен период последните 2 недели, така да мислам дека се вие добро. Владко, Македонија денес игра клучен надпревар со Ерменија и тоа за квалификации на светско првенство. Кои се твоите прогнози? Како ќе биде на надпреварот? Да, ќе го гледам надпреварот секако. Мислам, Македонија овие квалификации ги изигра според мене добро, испушти неколку бодови кои би придонесле да бидеме у првите две да го фатиме тој бараж. Сепак наше да се надева, мислам дека селекторот Милевски денеска ќе одигра малку по-офанзивно, нема више што да се изгуби. Така да ако денеска добиеме 3 бода, мислам дека последниот натпревар ќе одлучува. Мислам дека сепак Македонија има индивидуални играчи кои може да го решат надпреварот денеска, така да јас мислам дека денеска е крајно време да добиеме 3 бодови. Кој е твоето мислење за нашиот нов селектор? Имаш ли коментар можеби за неговата тактика, па и за повикот на нови играчи? Па добро, јас го знам Боби од времето кога беше во Вардар. Помошник му беше Добрин Пилевски Пижон, воедно поздрав за него. Мислам дека не треба да се заборави успехот на Боби Милевски, според мене тој е добар тренер и мислам дека тој ги одведе младите на европско првенство, така да според мене Боби е добар тренер. Мислам дека треба да му се даде малку време затоа што сепак е нов, секој нов тренер има своји идеи. Треба да се запознае добро со играчите, така да мислам дека Боби е правиот човек во овој момент за македонската репрезентација. И мислам дека македонските репрезентативски го немаат кажано последниот збор и мислам дека од оваа генерација треба да се очекува во следните квалификацијски циклуси да направат некој чекор напред. 8 години си во Белгија, можеш ли да направиш паралела помеѓу фудбалот таму и во Македонија? Кој е рецептот според тебе за успешна репрезентација и си како поединци? Па добро, мислам дека разликата меѓу Македонија и Белгија е голема затоа што во Белгија се инвестира многу во младината, во инфраструктура. Така да мислам дека исто така мислам дека селекторот Милевски пред некој ден изјави дека нема да селектира играчи за репрезентацијата кои игра во македонското првенство поради недостаток квалитет. И мислам дека во право Белгија како репрезентација пред 10 години имаше проект
и ова генерација е плод на тој проект, така да мислам дека ова светско првенство е последната шанса ова генерација да направи некој позначителен успех, но сите индивидуално знаат дека Белгија е една од најсилните репрезентации во светот. Мислам дека во Македонија мора повеќе да се инвестира во развој на младината, во стадиони, во инфраструктура, во мотивација исто на младите играчи. Така да мислам дека со тек претседателот се едини, мислам дека во последните 2 мандати направи многу за македонскиот фудбал, но мислам дека тоа треба да дојде уште на поголемо, на повисоко. И најважното прашање за крај, Владко, која е твојата прогноза за резултатот денес? Како ќе заврши Ерменија Македонија? Денеска не знам, резултатот според мене мислам дека ќе заврши 0-2 за нас. 0-2. Како велат, ако не знаеш што да кажеш, како мене велиш 0-2. И постанува уште кратко време и голем предизвик е за македонската репрезентација. Чекор и последна шанса до светско првенство. Историски пласман за светското првенство. А главна тема е, го очекуваме и вашето мислење на 02-307-6677. Главна тема е каде е пратеникот Кастриот Реджепи и секако коментар и за надпреварот кој што треба да се случи за некои 40 минути. Ало? Добро вечер, слушаме. Да, повелете. За темата Кастриот Реджепи. Кастриот Реджепи бил стварно политичар и штитеник на државата. Значи, не е само да бидеш пратеник народен и да земиш плата, него треба да мислиш и за собствената држава. Овие, како за Мицко, како за некои други около него, Николовски, не знам кој таму, тие се жедни за власт. Така да штитат своите криминали, така да го донесат господинот Груевски и овие што се посудат сака да ги амнестират и затоа се борат за власт. Иначе тие немат пари, власта му е потребна за да ги штитат своите криминали. И затоа Господ не му помага, уште многу време ќе чекат во опозиција и мисля дека тие како со локалните што помина, ама ова не е локално, ова е државно. Значи друго е локалното, друго е државните интереси. И затоа еден пратеник, вако како што е господин Кастриот Реджепи, тој не бил стварно вистински пратеник што ја штити состојаната држава. Ако мислиме како некои соговорници, како да не наименувам како претходниот прилеп, тие само спекулации и глупости на зборот и што друго. И малце за фудбалот. Мислам дека вечерва ќе победиме и ни треба победа. Следуваат 30 секунди уште. И треба да ободриме Македонија. И тоа ни е, значи и ова ни е многу битно. Сега битно е државата, да, ама ни ова е во скоп со државата. Треба да земеме едно големо име, да се разпознаеме повеќе низ Европа, низ светот, дека која е Македонија. И затоа со политиката да не се бавиме многу, малте и вако треба вакви теми со спортот, со некои други, но значи економи не е само со партиите, да се занимаваме кој ќе биде во власт, кој нема да биде во власт. Благодарам за вклучувањето. Веднаш вклучуваме уште еден гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, кај нас е. Имате само 30 секунди. Ало? Да, имате овој пат уште 30 секунди. Побрзајте. Јас јавувам од Германија, сакам само да изразам желбата да победиме, па било како да е. Но што да правиме? Тоа треба играчите да го направат, а ние да радоста да си ја поделиме заеднички. Пеќе ја направат, ќе победат. Така, благодарам за вашето вклучување. Ова беше и последниот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. А ние овој пат ќе чекаме полнок и нови случувања од собранието, така да утре со нова и уште по-актуелна тема во Црвена линија. Така, пред надпреварот си знаете, готвиме со Маја, да си изготвиме нешто пред надпреварот, се спремиме, да навиваме јако. Довидување. Чао.